Почитувани, Зоран Заев и Нина Ангеловска денеска го презентираа најголемиот буџет во историјата на државата. Власта во 2020 година планира да потроши 3,9 милиарди евра на популистички и неразвојни програми. 3,9 милиарди евра буџет, а ниту денар повеќе за капитални инвестиции, ниту денар повеќе за развој. Буџетот на Заев е најнеразвојниот буџет кој Македонија некогаш го имала. Заев најде пари за се, само не за капитални инвестиции и други инфраструктурни објекти кои креираат трајна вредност. Одвојувањето на само 380 милиони евра за капитални инвестиции, кога буџетот е проектиран на 3,9 милиарди евра, е смешно. Нема пари ниту за нови енергетски капацитети, ништо од најавените Чебрен и Галиште, пренамената на ТЕЦ Неготино или вложувањата во рек Битола и Осломеј. Последните ќе останат средства за испомпување на пари на семејството. И не само што крати од капиталните инвестиции, Зоран Заев ги залажува пензионерите. Први им искрати 3 години поред по 600 денари покачување, за сега да им ветува само 700 денари. Заев ги оштети пензионерите за 1800 денари до сега, пари кои ќе ги имаа доколку Заев не беше на власт. Дополнително, покачувањето на минималната плата со која се фали не се реализира во пракса, бидејќи работниците се принудени да враќаат дел од парите на рака, а институциите не преземаат ништо во однос на тоа. Во здравството имаме уште едно промашување. Заев вети бесплатно здравство за сите, а пари за тоа во буџетот нема. Нема пара ниту за земјоделците, на кои им беше ветувана зелена нафта, а завршија со бонови од 500 денари за само 50.000 земјоделци во услови кога во државата има над 100.000 земјоделци. Очекувано е зошто Заев не инвестира во развој на државата. Тој инвестира во потенцијален изборен подкуп. Граѓаните нема да наседнат повторно на лагите на Заев. На 12 април доаѓа крајот на лагата, без разлика колку и да се труди Заев да купува гласови. Ви благодарам.